Добар ден, почитувани. Време е за црвена недела, црвена линија, нова работна недела и секако тема која што е особено актуелна сиве овие денови, особено од како се донесоа мерките. Па еве Тео ќе прецизира зашто всушност ќе зборуваме денес со вас. Така, денешната главна тема не гласи: почна примената на мерките, пониски цени на основните производи. Дали навистина се ниски? Така, секако ќе ве потсетиме дека имаме и анкета на која што ќе објавиме сега, ќе можете да гласате во текот на ова издание на Црвена линија и нешто подоцна ќе ги откриеме резултатите. Анкетата гласи: почна примената на мерките, пониски цени на основните производи. Дали се навистина ниски? Дали е доволна минималната плата? Одговарате со да или не. На крај на Црвена линија ќе видиме кој колку одговорил и дали имаме повеќе гласови за да или не. Така, сега ти ако може да не посетиш, што не сме да пропуштиме вечерта. Така, оно што никогаш не се менува, секако ќе ве потсетиме што треба да проследите на Телма телевизија. Бурел во Скопје, нов ЕУ символизам во заглавените интеграцијски процеси. Се бараше ли само солидарност за ЕУ санкциите кон Русија без инструменти за надополнување на економските штети? Вечерва во топ тема дебата со Симонида Кацарска, Институт за европски политики, Андреја Стојковски, Институт Преспа и Емил Киријас, подпредседател на Либерална интернационала. Топ тема вечерва со Боби Христов, гледате од 19 часот и 15 минути. Тоа е вечерва, што пак е повторам не смее да пропуштите, а сега што ние ви имаме спремно е прилог од нашата колешка Далиборка што се збори за нашата главна тема. Па да го видиме заедно. 16 маркети добија казни затоа што не го продавале белиот хлеб, зејтинот и брашното тип 400 по набавна цена. 7 од нив се големи маркети во Скопје за кои казната е 7.000 евра за правното лице, а 350 евра за одговорното лице. Останатите казнети се помали трговци. Кај 17 маркети воопшто не можело да се провери дали ја почитуваат владината одлука, затоа што не ја чувале евиденцијата за набавките во објектот. Но и тоа е казниво дело, па тие се казнети со по 60 до 800 евра зависно од објект, а инспекцијата таму ќе продолжи. Инспекции ќе следат и кај производителите затоа што за нив нема ограничување на цените и токму на тоа се должи поскапувањето на одредени артикли деновиве. Инспекторите ќе утврдуваат дали тоа поскапување има реална основа, кога е извршена набавката на суровините и дали се зголемени производствените трошоци. Одлуката на владата не ги ограничува цените. Цените ги во овој момент значи се цените кои што ги формираат производителите. Производителите на масло ќе утврдат набавна цена, односно своја продажна цена кон трговците на големо и таа цена која што ќе утврдат производителите, а по која што ќе ја набават трговците, по таа и треба да ја продават. Значи во овој случај производителите се тие кои што ќе ја формираат цената. Ние сега нашите инспекцијски надзори покрај трговците ќе ги насочиме и кон производителите да утврдиме на каков начин тие ја формираат цената. Кај трговците со нафта и нафтени деривати не е утврдено нечесно пазарно однесување, односно немало случај да не се продава гориво, а да го има на залиха на самата бензинска пумпа. По пријавите дека на дел од пумпите не се продава дизел, инспекторите утврдиле дека навистина го нема на залиха во тие објекти. Министерот за економија бара од инспекторите уште поголеми казни за нечесно пазарно однесување во услови на криза. Пектеши апелира до граѓаните да не прават непотребни залихи од брашно и други производи затоа што државата има доволни количини. Најави дека е можно наскоро да биде повлечена одлуката за забранет извоз на брашно и некои други семјоделски производи. А секако на што очекуваме е да ве вклучиме и вас, сакаме да ве слушаме, бидејќи секој од нас е потрошувач, одете, пазарувате, па еве, директно од вас и да дознаеме кој е вашиот став и мислење и секако може би да ни откриете некоја ситуација која што сте ја забележале, а не е регистрирана јавно во маркетите. Но секако како потсетување, еве и за сите вас, нешто подоцна ќе проговориме и со редакцијата на cedometar.mk, кои што ќе ни откријат што всушност детектираат на пазарот кога станува збор за ниските или подобро да речеме високите цени. Така, јас сум сега тука, како што си знаете, да подстам околу технички дел за како вие нас може да се приклучите од социјалните мрежи, на социјалните мрежи, преку нашите социјални мрежи Црвена линија на Facebook, Instagram и Twitter. На Facebook исто така и на Instagram во коментар
исто така и на меседж, односно порака, може да ни испратите вашето размислување за нашата денешна главна тема и за идни теми, нормално и за потема и тема плюс ако дадеме. Но не само таму, ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. Задзвонете, не се срамете, па како што кажат и на сите сме потрошувачи, го оцениме вашето мислење и сакаме ве слушнеме што размислувате за нашата главна тема. Сега го отворени сме за комуникација, вашите ставови, оно што ни е најважно е да ни откриете со што се сретнувате вие кога одите да пазарувате. Факт е дека се замрзна цените на основните прехранбени производи, но оно што е најважно дека неопходност имаме и од други производи, каква е состојбата со цените со нив. И вклучуваме веќе прв гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден и секој добро од црвена линија. Добар ден. Пазарувавте ли денес? Ако сте во Скопје? Да, во Скопје добро, но еве да ни откриете дали пазарувавте денес, тоа ни е многу важно. Денеска не пазарував, ама слушав по телевизија, па и вашава телевизија ми е драга така и сакам да слушам. Драго ни е. Интересни ми се темни, поготово во овој момент, ама интересни, ама за джеба не се многу интересни. Меѓутоа на друга, онако, ми падна сега баш пред малце јадев и зедов еден најлон со лед, мислам по кеса лед затворен и гледам на него пишува 500 грама. На жена во Икон Кукупари го плати лева 32 денари. Значи тој кило иди 64 денари, не е лево 32 денари. Значи кратко и јасно. А производителите на леб треба тој лебо што го продава да го продава на кило, не на парче. Оти тие со 300 грама леб наплаќа колку што сака. Тоа ми беше моето, бидејќи се затекна во такви моменти и затоа се јави. Па сега нека тера некој друг, нека настави со младетите. Поздрав и добро здравје. Голем поздрав до вас, благодарам што го споделивте вашето видување со црвена линија. Веднаш вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, во црвена линија сте. Да, се слушаме ли? Да, одлично, повелете. сте. Благодарам. Па вака, јас прво ќе го кажа своето размислување. Ја ми се чини дека секоја една мерка која се носи, значи има одредена цел и треба да има и одреден успех да донесе резултати. Така и оваа мерка, да речем во овие 26 точки кои што беа донесени за намалување на цените на одредени артикли, посебно значи на брашното, маслото, зет, значи јајца и слично, значи тие ќе дадат резултат секогаш ако и трговците го почитуваат тоа, значи донесување. Меѓутоа, јас пред да биде ова покачување, односно донесување на тие мерките, значи пред да биде тој нагло скок, да речеме, на цените, значи рафтовите беа празни, немаше ништо, но кога се дозволија во тоа време да се покачат, тие значи ги наполнија. Но за да биде онака како што треба трговците да не бидат алчни, да го почитуваат законот и да го почитуваат наредбите на владата. Затоа што ние сакале или неќеле, ние мораме да го почитуваме, значи мислењето на владата која носи мерки, а тие мерки се за да му помогнат на граѓанинот, значи во одреден момент да оној кој не може да купи да не купува повеќе, оној кој може да купи, да речеме и да Така, внимавајте секогаш на тајмер од 90 секунди е времето кое што се одбројува во излагањето на секој став. Благодарам што се вклучивте и веќе преминуваме на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Значи, ја со овие не се сложувам со намалување на цените. Еве сега бев и дојдов и гледам кои цени се намалени, а кои се зголемени, значи цените. Ја не знам ова што прават во маркетите. Тргаат робата на страна, после кој ќе дојде ајде повисоко, тури и после народот купува. Не е точно дека народот купува. Ја не знам како можат овие 7.000 казна за маркетите што не ги почитуваат мерките. Пак маркетот 7.000 евра прави за неколку сати промет. И него што му значат тие 7.000? Колку сака ќе покачува и све. Значи јас не можам да сватам и ова лебот.
Значи, им го откупија по 10 денара на нашите земјоделци, каже го житото, и после одма го качија лебот, не знам, 25-30, не е битно, а со еден геврек е 100 грама брашно, го продава 20, сега може и повеќе денари. Па ја не знам што ќар и колку поголем ќар прават. Зашто вака? Значи, владата ако сакаше, какви понески цени повисоки. Еве, читам барелот $110, кај нас нафтата колку е, кај нас све иде со закаснување. Божем, електронски сме поврзано, меѓутоа ако треба нешто да се намали, нема шанса електронски тоа се чека со овакво. Значи, ја не знам како може владата, бе сакаш да помогнеш, дај на народот, еве, по толку и толку евра, пари, колку биле на сите евети. Ова е невидена манипулација што се прават двоемни профитери. Благодарам што го споделивте вашето мислење со Црвена линија и сега со нашите гледачи преминуваме на следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Одлично. Еве, какво е вашето искуство денови вако пазарувавте? Што може да ни откриете? Јас мислам дека ме исклучивте, имаше малце некоја сметна со телевизијата. Так, Не е проблем, продолжете. се слушаме. Можно е, се случува. Продолжете. Добро. Јас да ви кажем право, не ти знам како биле цените пред тоа, не ти знам сега како се. Одам, купувам и си заминувам. Лебот знам дека е малце покачен за 5 денари, дока што знам. За друго маслото одам на 100 денари. Што значи дека, како што ви реков, не ме интересира воопшто ич колку било, дали 2 денари се поскапело или 3 или се поевтинило. Не да сум многу богат, да имам знаеш, јас сум пензионер, меѓутоа не ме интересира, вистина, никогаш не прашувам. И на зелен пазар кој ќе поедам, никогаш не прашувам колку пари се пиперките или патлиџаните или било што. Дај ми 1 кило, ако сака, ако и продава 50 денари, може да ми речи 70, ја ќе му дам 70. Никогаш не прашувам, ми е незгодно да прашувам. Што значи дека не ме интересира, меѓутоа тоа е, може грешка да правам за тие што ги брои денарите дома, што зема 8.000 примајна или 10.000, што значи дека сега ќе се налута на моево дискутирање. Не ме интересира, колку сака нека биде, само нека го има. Така, благодарам што се јавивте во Црвена линија. Сепак ние го цениме вашето јавување, вашето мислење околу темата. А сега време и она што го најавивме предходно е да проразговараме токму со представник од редакцијата на ценометар.мк. И велиме добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? И она што дискутираме генерално во Црвена линија денеска е дека почна примена на мерките и промена секако на цените, пониски цени на основните производи, но дали на вистина се ниски. Ако ги имаме на контакт ценометар.мк, велиме уште еднаш добар ден. Дали се слушаме? А пред да го добиеме, може да прочитаме коментар 2 од социјалните мрежи. Одиме прв, односно порака од Кристијан, која гласи: Ало. Оп. Се враќаме нашиот гостин. Добар ден. Дали е тоа ценометар.мк? Да, како сте? Одлично, благодарам и вам. И ако не следите од самиот почеток, имавме вклучување на гледачи кои што кажа свој мислење и искуство, она што е факт дека зборуваат дека не само што забележуваат високи цени, туку и намалување на грамажата, некои дури не се занимаваат со цените, но еве што регистрира деновиве вашиот ценометар што се однесува по донесувањето на одлуката за мрзнување на маржите на основните производи? Па, детектиравме, да ви кажам искрено, некои доста проблематични и страшни работи што се случуваат моментално во маркетите во Македонија. Сакам да напоменам дека нашиот сервис е посветен, бидејќи просечното македонско семејство троши околу 70 до 80% од своите примања на храна и сметки, што е поразителен факт. И поради тоа, секое просечно македонско семејство треба особено да внимава при набавката на храна и каде може што да се приштеди.
Според нашите истражувања 70 до 80% од семејниот буџет во Македонија одат на храна и сметки, што во споредба со некои од западноевропските земји тој процент изнесува од 10 до 20%, и самото по себе тоа ја кажува сериозноста на нашата ситуација во која во моментов се наоѓа нашето население. Што забележавме од оваа последна недела? Забележавме според нас неоправдани зголемување на цените на следниве производи. Едно од најнелогичните зголемувања беше кај шаблоните јајца од 30 јајца, од зголемување од скоро 40 денари, без никакво оправдание, мислам, кај нештово од 172 денари се покачени на 225 денари дори има. Покачување од 10 денари кај малите шаблони, говедското е неверојатно поскапено за скоро 100 денари, свежето пилешко за 30 до 40 денари по килограм, стекот за 20 до 30 денари по килограм, батакот 10 до 15 денари по килограм, исто рибата ослич, исто така едно нелогично поскапување кај пивото од над 10 денари, кај пивата генерално, некај некое специфично, меѓутоа генерално сите пива се поскапени. Во теков на месецов и покрај апелите од сите и ситуацијата во која се наоѓаме, генералното зголемување на цените беше исто и кај овошјето и зеленчукот. Значи бананите се порастени за 10 до 12 денари, лимонот 5 до 7 денари, јаболката 8 денари, доматот 14 до 20 денари, зелка, компири, да не набројувам, гравот е поскапен за 20 денари по килограм, ајдамер и гауда се поскапени од 29 до 67 денари, свинското месо за 20 до 40 денари, зависно до маркетот, и можеме да забележиме една тенденција која секаде очигледна и не знаеме колку е оправдана, но секако се одразува на секој семеен буџет. Да, ете Што така. сакаме... Да, ете така примери, некои производи има и пред почетокот на кризата големо зголемување на цената, како што беше случајот со зејтинот, како сите што знаеме. Со зејтинот, да, точно. сега интересно е тоа што без разлика на производителот, цените беа подеднакво исти. Како и да нема поскапо поевтино, на што се должи сето тоа? Така, тоа се должи на еден, исто би го нарекол можда најстрашен феномен тука кај нас на пазарот. Маркетите во Македонија применуваат прекјутна монополизација на цените на основните производи. Сите се водат од една цена и на основните производи држат иста цена без разлика на набавната цена на тој производ. Сето ова се е монополистичко однесување и тоа е прекјутно меѓу сите маркети на штета на потрошувачите и на штета на граѓаните. Еден феномен кој што го забележавме со овие претходниве поскапувања е следниот. Бидејќи државата ги замрзна цените на некои од основните производи, за сметка на тоа замрзнување се зголемија цените на овие производи што сега ги набројавме. Значи, маркетите минусот, да речеме условно минусот кој го имаат од замрзнувањето на овие цени, го префрлаат на другите производи, и тоа воопшто не е исправно и не е по никаква работна етика. Исто така сакам да кажам дека веќе има најави од маркети дека не продаваат производи без маржа, што е само по себе страшна објава на маркетите и страшен феномен. Тука треба државата посериозно да се занимава со овие маркети, бидејќи ова веќе навлегува во некаква тенденција и дури на воено профитерство. Секако сме во некаква полувоена ситуација, меѓутоа да одбиеш да продаваш некој производ само поради тоа што немаш маржа во моментов е по мене злостор према сопствениот народ. Така, и сега кажете ми дали постои некаков трик, не знам, за потрошувачите, за сите нас, со кои што нели по безболно би ја полнеле оваа потрошувачка наша кошничка, и дали сметате дека инспекциите ефективно ја вршат својата работа? И многу важно прашање, дали некој може беве земји кој направиле некаков модел со кој што би ги заштитиле граѓаните од ценовен шок, како зголемено производство и продажба на домашни производи, например? Да, има повеќе мерки низ светот, меѓутоа последна и најсвежа мерката што ја воведе владата на Чешка, а тоа е со закон се донесе уредба да 70% од производите на рафтовите бидат произведени во Чешка или во домицилната земја.
Тоа е нешто што мора нашата влада ургентно да го справи, можеби не во тој процент, но мора да престанеме да увезуваме храна поради високите трошоци кои ги плаќаме на увоз, а мора и нашето стопанство да биде самоодржливо да се произведува храна. Според прилогот кој го погледнав сега, очигледно е дека има некаква активност на терен од страна на инспекциите, но сметам дека е недоволна и инспекциите треба да се многу потеновни и многу почести во маркетите за да не страда населението и да не страда семејниот буџет. Во делот на препорака до потрошувачите, како да се заштитат и да купат повеќе за своите пари и да го заштитат семејниот буџет, е да следат што е на акција, да следат да се информираат каде се поевтини производите и да купуваат разумно, да купуваат тоа што му треба. Луксузот мора да се сведува на минимум со тек на времето, бидејќи ни престои тешка година, исто така ќе има проблеми во снабдувањето од житарици до месо, до млеко, така да воопшто сметам дека нема да има баш некоја светла иднина пред нас, барем не оваа година, така да мораме како потрошувачи да ги менуваме купувачките навики, да се информираме подобро и да купуваме од поевтини маркети и да споредуваме. Благодарам многу што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија. Ви посакуваме секако многу успех во детекцијата на тоа што се случува на теренот кога станува збор за цените. Ви благодариме и ние за местото кое ни го стапнивте и редовно ќе ви известуваме за сите промени во овој дел. Благодарам уште еднаш. Во продолжение ве потсетуваме дека на 0230766777 зборуваме токму со вас, граѓаните, а тоа е вие да ни вклучите секако ваши искуства од полиците и рафтовите онаму каде што пазарувате. Така, кога збориме за производи и за храна, Тина може да покажеме што најдовме на социјалните мрежи. Од градинка во Велес украдено сето брашно, зетин, сол, граф и сирење за детски оброци. Така, тоа се има случајно во детската градинка Димче Мирчев, кога утрината во 5:30 часот, оние кои што дошле како вработени во градинката биле вџашени од моментот дека сето она што било складирано во магазинскиот простор, значи основни намирници кои што се составен дел во или создавањето, готвењето на уброкот на децата е буквално одземен. Така да, најверојатно психоза, паника, но секако ваквите постапки укажуваат и на целосно несовесно однесување. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, ве поздравувам. Голем поздрав и до вас. Ви благодарам. Темата ви е ношно убава. Промена на мерки треба да направиме. Знаете какви мерки и промени ние треба да направиме. Пред се да мислиме ние како држава, пошто сме аграрна и земјоделска држава, треба да мислиме пред се за својата плодна земја која ја поседуваме. Да не ја запоставуваме без никаков посет во земјата на Република Македонија. Верувајте дека сум ја шетал цела Македонија, 50% е обработена Македонија, а плодна земја имаме. Што се однесува за пониските цени, ја мислам дека имаме секоја недела поскапување по 5%, 10% на цените. И немаме никаква контрола во однос на таа инспекција, пазаришна инспекција, која што вие презентирате дека имат надзор пред сите овие да спречат. Мислам дека тие ни најмалце тоа не го водат као контрола. Зашто се покачуваат цените, не знам, дали се увозна или наша стока, тоа нека одговори тие кои што ја поставија таа мерка за замрзна цените. Меѓутоа немаме замрзнување на цените, луѓе. Лебо се големи цената, па сега ја враќаат назад. Такво сознание имам. Благодарам за вашето мислење во Црвена линија. Ќе прочитаме сега еден коментар сега кој тоа се јавувања. Покрај нашето прашање дали се навистина ниски цените, нашето анкетно прашање дали е доволна минималната плата. Па се нашиот гледач Кристијан на тоа одговори. Негово мислење. Ако е доволна минималната плата, нека земат пратениците минимална плата да се солидизираат со народ и нека кажат самите. Тоа е мислење на Кристијан за нашето анкетно прашање. А веднаш преминуваме и на следниот гледач. Добар ден.
Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. И еве трета среќа, се надевам дека добро ќе се слушнеме, намалете го тонот на ТВ приемник. Емисија водите, црвена линија, темата ви е супер. Благодарам. И ова редно беше да се намалат цените од стварно, Тео и господја, како се викате, минимални плати со 200 евра не се живее, лекови, струја, давачки, внуци, не стига, немаме што да се храниме. Редно е цените што ги снижаат. Повеќе контроли да има по сите продавници, да идат инспекторите, како си сакаат, така си прават продавниците. И хигиена да се гледа, и хигиената, и вработеноста, си пишуваат цени како им одговара, така си прават, се збогатива продавниците. Најбогати станаа продавниците сега. А криза, катастрофа. Пензионерите да не збориме. Лекови, сметки, внуци, тоа, убав ден и чувайте се, убава работа што направива, убава, задоволни сме ние и така да остане до крај. Иначе се збогатија. Кој што сакаат си прават, цени си пишуваат како сакаат, што прават, тоа е хаос. Хаос се прави. Повеќе контроли и инспекции има. Убав ден и чувајте се. Убав ден ве посакуваме и вам секако останете со црвена линија, а додека сме во очекување на гледачот, само да подсетиме на tilma.com.mk, а пропо коментарот кој што претходно го прочита Тео, може да прочитате и последна вест, каде што вели функционерите не размислуваат да намалат својата плата на минималеца, повикуваат на солидарност од граѓаните. Одеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да? Да, ако може малку погласно, црвена линија. Ало? Ало, добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизорот, за јасно да се слушаме. Па за цената, па се вика тоа е скапо. Не е скапо, за овој народ треба да биде 3 пати дупло. Зошто? Па не ќе да работи никој. И поради тоа вие мислите дека треба да биде поскапо? Да. И тој да биде дупло во цените, пошто уопште не сака некој да работи. Да не е многу тоа дупло? Не е многу. Добро, а кога пазарувате, еве, што сте забележале во однос на цените? Па цените, па никад не се скапи цените. Па голем процент би рекле дека се скапи. Не се скапи. Да, тоа е ваше мислење. Да, по моје мислење цените не се скапи. Треба да биде дупло цените, што не сака никој па да работи. Само сака да да лега и да једе. Така, дали мислите дека минималната плата е доволна? Па доволно е. Добро, дали имате уште нешто да ни додадете? Не, па нема ништо, ајде приема. Благодарам. Така, благодарам за вашиот став. Одиме веднаш со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме 02307667. Намалете го тонот на телевизорот. И додека го очекуваме да го слушаме гласот на гледачот, веднаш да прочитам уште еден коментар. Така, се префрламе на социјалните мрежи, односно на Facebook. Имаме коментар од Васка, односно порака. Во контекст на темата, во малите места зборувам за исток од продавниците и магазините. За брашно не ги продаваат основните продукти. Кисокрија, проверете. Благодарам што ја споделив това информација. Васка, сега преминуваме на гледач. Добар ден. Молим? Црвена линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали сметате, може би... Црвена јади, така? Да, црвена линија. Црвена линија, да. Така, сега, слушајте ме мнение. Ајде. Вие се најголеми кривци, новинарите. Добре. Еве зашто. Затоа што вие, како новинари, требаше првен покасувањето артиклите, требаше сите магазини затворат. И да направише опис за сите роби што те, а не да биде пуснена нова цена.
Разбира се. Кажувате кај што кажувам. Не разбирате. Да слушаме. Не, зборете, не кеме да ве прекинуваме. Нова цена нема поскапување артиките. Поскапување. Така. Hoće dovat nova cena со фактура. Тоа ќе може поскапуваат артиките. А не се 10 години се артиките магазините полни се и репе, башно, седене, се, тоа господо, тоа се направило. Сепак тоа е ваше мислење, не го цениме Ајде ќе тоа. прочитаме уште еден коментар секако, бидејќи и на Facebook регистрираме. Така, имаме два коментари од Слободанка. Долниот е прв, горниот е втор, да знаете само. Цените можеби се ниски, ама пензиите ни се мали. Така да за тој што нема пари се е скапо. 1 леп од 500 грама е 35 денари, а маж ми го јаде сам. Тоа ти се 1000 денари само за леп месечно. А каде се другите производи потребни за нормален живот? Што прават тие што имаат по неколку деца? Значи генерално се скапи. Поздрав до 20-та. Вториот коментар. Ајде една информација дека тоалетната хартија која што анормно се трошеше на почетокот сега веќе чини 260 денари. Така. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден од мене. Ало, добар ден. Одлично Добар ве ден. слушаме, повелете. Ме слушате? Да, повелете. Видите, сакам нешто да прокоментирам околу новите цени Така. и за поскапување или не поскапување и така натаму. Повелете. Ало, ме слушате? Да, Ве слушаме продолжете. одлично. Јас мислам дека нема такво поскапување колку што се врева во меѓународот. Се прави паника, луѓето се Да? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Видите, сакат, мислам, препорачуваат од опозицијата да се намали акциза, да се намали, не знам, за парното, и сите од државата барат да има субвенции за земјоделие, за сточарство, за се, макар и сега за цените да субвенционират државата. Меѓутоа, треба овој народ да биде свесен, никогаш не било подобро. А сега како што тргнале со овие своји барања, ако например во едно домаќинство сите не носат пари, а сите трошат, како може да остане тоа домаќинство? Исто така и државата. Како не знам. Времето источе, благодарам за вашето вклучување. Идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. И по кој пат мора да подсетиме да го намалите тонот на ТВ приемникот подобро да се слушнеме. Добро ден, се слушаме. Одлично, повелете. Ало, дали се слушаме? Да, Слушаме, повелете. да. Дали вие знаете што значи минимална плата? Последната е 18.000 денари. Да, тоа го знам дека 18.000. Дали има некаде во светот минимална плата или има плата на сат, сатница, колку сати ќе работиш, по толку пари толку ќе земеш. Дали вие тоа го знаете? Дали вие го знаете, ако редовно не доаѓа на работа, не ги исполнува сатите, а ти треба да му платиш нему минимална плата. Како тоа работи кај вас во оваа држава? Тоа се 8 часа дневно, 40 часа недел. Ако не дојд 8 сати, ако не дојд 2 дена или 5 дена во месецот, што се следува? Како е таа минимална плата што зборвате? Минимална плата е треба да работи тој 40 сати во неделата, така, за да добие минимална плата. А не иде редовно на работа, Тогаш ќе биде а мора избркан. да му платиш ти минимална плата. Што се случува тука? Секако дека тоа има закон за работни односи, секако работодавачите и оние кои што даваат платата прават проценка кој доаѓа, кој не доаѓа на работа.
А сега одеме со нешто што ни подготви Тео. Така е, Како беше лесно, не беше на не улица. само ја, скоро цела екипа на Црвена линија, нормално тоа. Спремивме анкета за нашата главна денешна тема, да видиме граѓаните што размислуваат на Република Македонија за сето ова. Почна примена на новите мерки, пониски цени на основни производи. Дали според вас навистина се ниски? Ма не, тоа се шарада, нешвил. Нема врска секоја цена. На секој артикол више цените отидува нагоре. И мисламе, дегутанто се зборува више за некои ниски цени. Немам појма. Немам појма. Пазарам само леп мажутни пазари. Има некои ниски, некои високи, како и кренале пред време, разбираш? Ти прво ги крена, па после ги врати. Апсолутно не. Кај да влезете у продавница е огин. Сега гледајќи ги нешто не е баш ниско, искрено кажано. Сега не знам понатака како ќе биде. По мене не се ниски. А дај Боже да се понижат, али сега за сега. Еве сега што купував, конкретно у билнава апотека, пченица зима по 20-25, сега 30 динара. Сите, значи, секаде покачуваат. Сега за сега не сум задоволен од ова. Па како ќе иде на боље, така нека биде. Цените се прескапи, значи треба народот знае и осеќа. Според вас, на кои производи сте виделе највисок раст на цената? Па обично, вака кога пазарувам, на сувомесното, на месото, на такви работи повеќе, на сирењето, на кашкавалот, на тие работи повеќе. За сега не сум кој сад ќе идам да купувам, па да видиме што ќе биде подскапено. Иначе, ма и сега земам некој бурек од 50 на 65 динара. Зајцинот, месото. Што да ви кажам, све. Нема нешто што останало така да е поевтино. Специјални лебови користам, таму има доста покачување, на белите пецеве има негде на 30% покачување, зејтинот исто така, покачени се цените. На све бе, брат, на све. Нема леп овде во овој, готово, заврши. Дали мислите минималната плата дека е доволна? Не, у никој случај. Никако. Како може со 1000 денара што викаат ќе да се покрие све? Нема шанса. Никаква шанса нема. Ова е само залажување, ништо друго. А то сигурно не е. Ето вака беше на терен, а сега вклучуваме гледач на 02307667. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, Црвена линија. Вака сега. Сега од Битола. Поздрав. Ова што ми значи што го донесе, што ми значи владата, мене ништо. Еве зошто. Например, одам во Пеко, пишува чевлите 50% намалени. И така купував се додека, еве мој пријател не ми кажа дека таа е правата цена, ова е фарса. Еве ја фарсата од владата. Прво отидоа цените до небо, и сега, еве, донесовме мерки. Кои мерки? Зејтино беше есеновски, да речам, 62 денари, сега е толпиша, шо мерки ми дојшла. Второ, најлошото што го направи. Нема заработка за продавниците ова, она, и сега шетаме во Битола по лево, десно, оти. Продавниците не продаваат, штом тој нема Потсетиме дека се стартуваше со енергетската криза, а сега со конфликтот во Украина, апсолутно на глобално ниво има голем раст на цените, ценовни шокови на сите страни. Ај за тоа кој ме прашува ќе ти одговорам. Ај да одговорам за тоа. Како чива пченица ова влада, година ќе нема ич. Јас го дадов житото 10 денари и 50, запирка 50 летоски, тие врз која база го поскапија лебо за 32 денари, да биди кога тие не ожнае сега нова пченица. Така? За жал времето истече. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Какво е вашето искуство како потрошувач? Дали сум Да, ја на линија? Да, вклучени сте. Да, добро, добар ден за вас и за вашите гледачи и учесници во дебатната емисија. Добар ден и за Па вас. видите што да ви кажам, дали се цените мали, ниски? Не знам, но дека се на истата сума од пред последните поскапувања, поголемите,
се. Денеска навистина купив многу убаво брашно тип 400 за 30 денари. Тоа одавна го нема видено по рафтовите. Зејтинот е вратен на истата сума. Од 90 и 100 денари или? Е вратен. Цените на овие основни прехранбени производи, лебот, млекото, зејтинот, брашното, факт е дека се вратени. По продавниците зборувам за турската, како се вика, побегна мислата. Во Рамстор, по Карпош цените се на истиот износ од пред недела дена. Бензинот поевтини од 93 на 86 денари. Дизелот од 97 на 88. Значи, мерките, последните мерки што ги донесе владата, полека веќе се применуваат. И денеска навистина се е на задоволително ниво. Не повисоки од претходно. Сега, може би од пред месец-два. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Време е за следен гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, бидејќи не е добра си мисла за тоа што кажав. Најпоќе што ми е криво за лебо, реков, од старата пченица го поскапија, да речеме. И сега, а мене кој ќе ми е разлика. Кажавте за Украина, зошто се случува ова што се случува. Па многу јасно. Истото мене ми е, како што дојде Америка, така не спасе, Америка ни смене име и се. Сега дојде Борел, вие не сте за Европска унија и ги честитам на оваа влада и честитам. Толку се махери да го лажат народот, прво се ќе поскапа, па после намалување. Имено. И ќе го потврдам и тоа. Кажа за струјата дека не ќе се поскапи 10 на 100. Укина ефтината уште 8 на 100, то се 18 на 100. 18 и 9, 21, па гледам по сметките, не сум чор. Значи, и што од ова влада? Ама дури седиме дома и вака лајме, така ќе ни се случува. Стапој треба земање. Не за ВМРО, не за НДС, тие не продадат. Зборувате кои што ги бирате, бидејќи да не се активира црвената линија. А дали сметате дека минималната плата е доволна? Не треба да седиме мирни дома, само кажам. Тоа е во наводници. Значи, треба да се буниме за нешто. Ко дојшовне бензинот да не поврат, па сега го намалим. Ајде, молим. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Повторно одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. И еве да не велиме постојано добар ден, одиме на коментар. Дали има коментар? Имаме нов коментар од Абдула, кој гласи: Поздрав до вас. Поздрав до вас. Јас мислам дека треба да се стрижат овците, функционерите, а не се одере кожата на народот. Како да, и веќе посочиме да црвената линија не биде вклучена, внимавајте на изборот на зборовите. Кажете го вашиот став, него тоа да биде во рамки така, со соодветни зборови, без повекување на насилство, нема потреба од, нели, омраза, сето тоа. И омраза. Следен гледач на 023076677, додека очекуваме гледач, подсетување дека најновите вести најбрзо можете да бидете информирани доколку го посетите и нашиот сајт telma.com.mk. Така, сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се слушаме, така ли? Да, одлично ве слушаме, повелете. Па јас вака ќе кажам, 18.000 денари и 16.000 денари и тие суми се малку за нашиот стандард. За наш стандард треба 1000 евра плата, например. Цените се високи, поскапување има, скоро речиси нема одминат артикл и тоа високо поскапување и тешко на тие што не можат да ги купат основните производи. Но проблемот кај нас е работната сила е проблем за да има и поевтини цени секако. Проблемот што нас не е потребна ни работна сила да се обезбеди, а тоа може само ако се намали работното време.
Инаку нема да има продуктивност, ќе има недостиг, ќе има на работна сила и така ќе трпи и економијата. Што значи има puno работи, не избега мислата, но за цените би рекол дека се високи и требаше да ги покачат пензиите и плати. Благодарам што се вклучивте и ве за следниот гледач. Внимавајте на тајмерот 90 секунди, затоа и го објавуваме за полесно да можете да си го менаџирате времето. Добар ден. Добар ден. Ало. Црвена линија, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Се слушаме? Одлично. Да, одлично. Многу слабо ве слушам јас. Почнете, ако не гледате, почнете. Ова што е поскапувањево, се е виновна власта, ова влада што не води. Како може жито да увезува и да го препродава? И за нас да доаѓа поскапување. Ова влада, откако се зазнај Македонија да се осамостои од Југославија, кој се растори, сите проблеми, сите штети, и цени, и поскапувања, и се што го прави. А кажете ми, како потрошувач, ве молам, кажете ми, некој... Како потрошувач, што се среќавате на терен? Ставија грците ембарго. Немаше думливе, не смееме тогаш да попуштиме милиметар. Денес се бевне и богати и во Европска Унија. Ние попуштивме тогаш и почна со ред. Овие се, може фудбал да ги играме. Клоцајте кој како ќе стигнете на нив, трпат. Проблемот е во самите нации, односно во ова партија што води државата. А кажете ми на терен, еве, како потрошувач. Како потрошувач, како се снаоѓате, еве? Ова влада кај ќе доднеси. Спишум се. Так, добро. Сега дојде време, Тео, зашто? За кратки реклами. Еве сме назад, после кратките реклами, а сега, како што видевме на почеток, да ви покажеме крајните резултати на нашата анкета, која гласеше: почна примената на мерките, пониски цени на основните производи, дали се навистина ниски, и прашањето секако, дали е доволна минималната плата. 12% гласа да, 88% гласа не. А новите генерации како Тео, како и всушност воопшто и да не се запознаени со поимот скривници. Но скривниците долго време се во заборав, служат за одгледување печорки, ама деновиве некако се најдоа и на продажба на интернет. А прашањето е, утре ќе дискутираме дали имаме неопходност од нив и што во случај на евакуација. Гледате Црвена линија. Толку беше од нас за денеска, за жал, утре пак Црвена линија секој работен ден на Телма телевизија. Пријатно.